за околу 45 минути, може би нешто повеќе, во рамките на мајските оперски вечери, постановка на современа верзија на Травијата и во главната улога нашиот Благоје Нацовски. Тенор кој веројатно спаѓа во оние имиња кои е на одреден начин е културен мисионер и на операта и на Македонија. Впрочем, не случајно и амбасадор на културата во Италија. Благоје Нацовски е тенор кој кариерата само ја започна во Скопје, а ја продолжи во Италија на концертните подиуми Рим, Клагенфурт, Каљари, Штутгарт, па и не можам више се да бројам. До Њу Јорк и Токио. До Њу Јорк и Токио. Ви благодарам што дојдовте и што во предвечерието на представата сакаме да проговориме малце каде е Благоје Нацовски. За тоа каде сте, прочитав. Сега сум во 1 ТВ за прв пат. Благодарам на поканата. Да. Кажете ми, дали тоа ви значи враќање кон дома или враќање кон музиката во еден светски колорит? Опера, па тоа што сакате да го покажете во Скопје, го покажувате низ вредностите сцени во светот. Тоа што го сакам да го покажам во Скопје, мислам дека сега сум во еден стадиум кога мојот приод кон мојата интерпретација и кон моите настапи е насекаде ист. Дали ќе биде тоа, како што споменавме, Парма, Клагенфурт, Токио, Њу Јорк или Скопје, ништо не ми менува. И сум среќен што е тоа така, бидејќи до пред неколку години, секој моје, помалку од неколку години, секој моје доаѓање во Скопје да настапам ми представуваше една поголема возбуда, едно поголемо чувство на одговорност и повеќе трема, се разбира. Меѓутоа, особено во овие денови додека ја подготвувавме представата Травијата во Македонската опера и балет, не го почувствував тоа што сум го почувствувал досега. Се почувствувам порастеретено. Не знам дали неодамна на полнетите 40 години си го прават тоа, можеби искуството и животно и професионално, што ме довело од еден таков стадиум. Или за што се работи, меѓутоа е подобро така во секој случај. 40 години? Пред еден мачо мен како вас тешко се излага на ризик да ги каже своите години. Како знак на зрелоста на солистичките и на оперските зафати? Точно пред 10 дена, меѓу другото, наполнив 40 години, на 18 мај. Како беше прашањето, дали е тоа зрелост или веројатно се работи за некаква зрелост? Од таму произлегува ношаланцијата. Предпоставувам дека рутината не ја внесувате во изvedбите. Да, токму така. Тоа сакав да го кажам, бидејќи се трудам пак никогаш изведбите да не преминат во рутина, бидејќи секоја изведба, и ако истата оваа Травијата сега би се случило да треба да изведам 10 вечери истата, јас секоја вечер ќе се трудам да сменам нешто, ама тоа ќе си дојде и самото по себе си, работејќи се еден жив орган, значи не е инструмент направен од дрво и од жици, туку е. Имав, не ја гледав представата и не можам да гледам, веројатно, меѓутоа ми покажавте дел од пробите. Добро. Травијата е прилично конзервативна за изведување, не? Особено завршната сентиментална сцена на двете главни роли. Оно што го направивте, тоа е миксот кој на одреден начин ја изведува главната актерка од традиционалниот кревет и плачот на првин би љубовникот. Јас првин Травијата ја нарекувам опера во која што мириса на смрт, бидејќи всушност во текот на целата представа таа е сепак болна, иако тоа не го знае и таа болест ја носи до смртта на крајот. Особено двата прелудиуми, пред првиот и пред последниот чин, значи само музички отсвирени, тие во нотите таму Верди ја има отсликано смртта. Што се однесува до постановката и од она што ви го покажав пред малку, првин би рекол дека
Травијата, постановката на Травијата во МОП, последната постановка, е сепак малку посовремена од она што било досега. И сега, јас за овие 2-3 дена, колку што имав можност да ја пробам и да ја научам и да ја сватам истата, само да ви кажам дека таа, кога ја работеле прв пат, јас не бев во Скопје, 2 месеци им требало, а сега мене ми беа само потребни 3 дена сето тоа да го направам. Укапирав зашто се работи и си додадов и малце нешто мое со колешката. И може би не треба да го откриваме да си дојдат. Добро, меѓутоа, интересно е повеќе сценската играрија околу тоа, не. Точно така. И зошто го направивме тоа? Бидејќи јас сметам дека тоа е начин да се подмлади операта денеска. Подмлади, што мислам со тоа? Да се привлече помладата публика која што е растена со телевизии. Тоа што е кревате джилда од креветот значи дека на оден начин ја воскрснувате завршницата или операта или што друго? Па ќе го оставам тоа на публиката, само секој сам нека си го Добро, ќе ја интерпретира. Да, меѓутоа она што сакав да кажам, за сите оние носталгични пак, она што го зборувавме пред интервјуто, дека има многу љубители на операта кои што сепак сакаат класика. Би им рекол нека не се плашат кога ќе видат една ваква постановка, бидејќи самиот Верди кога ја напишал Травијата ја мислел современа да биде. Размислувал во правец на тоа таа да предизвика скандал во тоа време. Значи, добро, зборуваме за време кога операта била главното средство за забава на луѓето. 75-85% од популацијата им била единствена забава, да одат во театар и да гледаат опера. Сега тоа е многу помалку, бидејќи имаме други медиуми, имаме телевизија, имаме Facebook и така натаму и така натаму. Значи, доколку тој тоа го сакал, јас мислам дека на овој начин и него му одаваме еден вид почит и на самиот автор. Значи, ние поставуваме современо и се трудиме да предизвикаме некој си мал скандал. Травијата е синоним на тоа римско, да речем, раскалашено време на проституција. Денеска, повторно Травијата може да биде една современа верзија со ескорт, дами и така натаму, и нема никакви предрасуди. Затоа ми се чини прилично е индикативна вашата идеја да кренете од смртната постела, нели? И тоа ми е, се надевам дека ќе направиме провокација да се гледа повеќе. Ова ви е прв и последен или ќе доаѓате на евентуално... Во текот на мајските вечери, прв и последен, меѓутоа само поради фактот што секоја представа само еднаш оди на мајските оперски вечери. Меѓутоа се надам дека од есен повторно ќе ја постават на репертоарот и со ова ќе се пушти муабет низ градот, како што се вели народски, за повеќе луѓе да се интригираат и да дојдат да ја гледаат. Има една работа која свесно не одам во музичкиот дел на вашиот ангажман, а тоа е дека во последно време има една тенденција на осовременување, на кореографија, на сценографија и на сценските изводи. Тоа влие на музиката, режисерите го прифаќаат како ваш импулс? Да, во последните години би рекол пред се внимава, односно се има тенденција да покрај добрата музичко-вокална изведба, истовремено сите останати елементи бидат на исто ниво. Ни помалку, ни скалило подолу, односно да се биде покомплетен во изведбата. Значи, ако еден оперски пејач е добар пејач, треба истовремено на исто ниво да биде и добар актер. Значи, сценските движења и воопшто сценографијата, глумата и така натаму и така натаму. Колку време ви треба? Правите фит вежби со оглед на тоа? Секој ден. Секој ден. Да. И го правам тоа и за да ми помогне на сцената, меѓутоа и за да го издржам овој начин на живот. Замислете колку авиони земам по годината, некојаш и 70. Се шегувам со стюардеси, па тука ние, велам, професијата исто сме, отприлика исто летаме. Кај се случили Дженева? Во Дженова, да. Дека завршите во Рим. Па, во еден момент го изгустирав Рим. Рим не може да се изгустира, бидејќи останува најубавиот град на светот, како убавина, меѓутоа како организација и како хаотичност, ми стана пренапорен. Ако италијанската музика и класиците си синоним за операта и така натаму,
Што е тоа што би можеле да научиме или што тоа ние не правиме за да добиеме една воскрсната опера на начин како од старите времиња, например? Треба да се помине пред се малку време во Италија, да се почувствува, може би ќе звучи малку смешно, меѓутоа да се осетат аромите на таа земја, да се почувствуваат храната на таа земја, да се почувствува како тие композитори каде се хранеле, што јаделе, на кои ливади шетале, на кои пейсажи ги гледале пред себе, бидејќи сите тие нешта биле инспирација за нив за да го пишуваат тоа. За еден Верди, за еден Пучини, Белини, Росини и така натаму. Значи, биле обкружени со сите тие, би рекол, италијански убавини и сето тоа е влеано во нивните креации. Јас имам Италија шетано буквално целата. И до мали места, и до мали селца, скриени, невидени од многу луѓе. И мислам дека сето тоа ми помогнало во моето уметничко зреење. Нацуски, што е разликата меѓу Алфред во Јапонија и Алфред во Скопје? Нема никаква разлика. Она што го споменав на почетокот, значи, дека дојден сум во еден стадиум каде што мојот ангажман и физички и психички е еднаков секаде, каде да настапувам, ете тоа е одговорот и на ова прашање, би рекол. Вие сте и амбасадор на културата во Италија, 11 години. А и воопшто сте амбасадор со оглед на фактот дека настапувате на... Па и де факто и де јуре, ако се изразиме правно. Имате ли желба да поставите вие опера во која ќе ги поделите улогите, како што вие мислите, и кој би бил дрим тимот на Нацовски, например, на Травијата? Да, јас имам многу такви идеи во главата. И да режирам една оперска представа еден ден, па и да водам еден оперски театар некаде. Сето на искуство што го имам стекнато и што го стекнувам и што ќе го стекнам, бидејќи јас планирам барем уште на 15 на години минимум да сум на сцената, бидејќи сцената ме храни. Да го трансформирам во нешто такво. Дали една оперска режија или пак ете како што реков водење на некој, не мора да е цел театар, некој оперски фестивал, било такво нешто. А што се однесува до Дрим тимот, исто и на таа тема имам размислувано и секогаш сум си велел, меѓутоа, доколку се случи такво нешто, би требало да имам голем буџет, бидејќи јас нема да се задоволам ќе бидам задоволен само со најдобрите, да бидам обкружен само со најдобрите. Колеги, соработници и така натаму. Да не биде изборот меѓу Марија и една нова Ана Русинката која плени по својата убавина и така натаму. Нацовски, тоа што јас следам, а што е блиско до варијанта, немате потреба од еден трио на тенори од типот на Пласидо, Карерас. Па сега, ако се случи такво нешто, јас тоа не го барам самиот, не се стремам кон тоа, бидејќи досега увидов дека сите убави нешта во кариерата ми се случија во моменти кога јас не размислував дека ќе ми се случат, односно не ни сонував за истите. Имав можеби сонувано години претходно, ќе го споменам моето деби во Скала пред 4 години. Се случи во момент кога не ми текнуваше на памет, во Скала се уште не сум пеел, колку би сакал. Значи, не размислував воопшто. Не сакам да кажам, сега ќе стигнам. Зашто таа варијанта на Домингос, Карерас и Павароти внесе во музиката и во оперството, се разбира и во интерпретацијата на класичните светски хитови, внесе еден друг дух, кој на одреден начин операта е изведен надвор од сцената. Тоа би можело да се... Мислам, ми се допаѓа сепак, но дотаму докаде што отидоа тие тројца, не подалеку. Заради тоа што во последните години има експерименти каде што се оди
се премина таа граница и се премина во нешто што веќе не може да се нарече опера. И до таму каде што стигна тие тројца може, ќе повторам, во моментов не се стремам кон такво нешто, односно не се стремам, не го барам самиот. Ако дојде, ако некој ми го понуди, ми го покаже, ми покаже проект кој што ќе го сметам за достоинствен и дека би функционирал, да, во тој случај би прифатил. Меѓутоа самиот не го барам тоа. Односно оставам на нештата да се случуваат самите по себе. И како што споменав предно кога реков тоа за Скала, значи таа се случи сама по себе, Њу Йорк се случи сам по себе, мојот настап, моето дебют таму. Ако се случи вакво нешто, нема да речам не. Кој е ваш композитор? Доницети, Кој е мој композитор? Верди, Штраус, значи Моцарт. оној што ми помогна највеќе во кариерата досега, што ме може би највеќе го пеев, особено во првите години, е сепак Моцарт. Значи, вундеркингот од Салцбург. Бидејќи се пронајдов пред се вокално во неговите партии и првите години лебот го заработува благодарение на него, би рекол. Тој ме однесе на секаде и во неговиот град да пеам, значи во Салцбург, да настапам и да снимам за Deutsche Grammophon, значи би рекол познатата дискографска куќа и така натаму. А инаку во последните години се проширив и кон повеќе репертоари, еден Росини, Верди, Пучини, Доницети, значи ги пеам сите автори, иако има една карактеристика случајна во мојата досегашна дејност, ми се случи да пеам модерни дела, односно опери кои што за прв пат се изведува неколку пати и тоа ми е доста интересно. Значи ќе бидам запишан во аналите кога таа опера се изведе за прв пат во историјата, пееше и Благој Нацовски. Ако таа стане популарна за 50-100 години, ќе бидам еден од првите изведувачи. Тоа се случи исто така сосема случајно. Бев повикан на неколку места да изведувам за прв пат дела. Како се распевате? Имате супервизор кој... Супервизор, да, имам, мислам, не секојдневно. Имам еден или двајца луѓе во Италија на кои што им верувам, бидејќи тука треба да се има доверба. Пењето е една абстрактна работа. Не е еден инструмент, значи не е пијано каде што бирките ги гледаш и професорот ќе ти каже колку да стиснеш, како да стиснеш и така натаму, или виолината каде што има жици. Тука целиот инструмент е внатре. Внатре и не се работи многу на замислување, како некој ќе ти ја представи, професорот како ќе ти ја представи, како ќе ти ја наслика целата работа, значи треба да биде толку добар умешан да ги искористи вистинските зборови за да ти добро го укапираш. Ако го забравите текстот, како импровизирате? Тоа прашање, сега, може би ќе звучи малку нескромно, никогаш не ми се случило. Па на 40 години срамота, а има 70 е разбирливо. Не ми се случило. Еве, размислував, сум пеел опери на 5 различни јазици и никогаш не ми се случило. Ни на германски, ни на англиски, на француски, ни на руски, ни на италијански. Зашто Дженова ја одбравте? Заради сосема случајно. Се најдов во тие моменти кога бев, значи, презаситен од хаотичноста на Рим, се најдов во Дженова, видов еден прекрасен стан од 1200 година на зграда каде што живееле грофови, барони, кардинали, 800 години стара, комплетно се реновирано, направено перфектно. И го видов и си реков, ова треба да биде мојот дом. И во рок од месец дена си ги собрав парталите од Рим и се пресели во Дженова. Така се случи сосема случајно. И сега сум на 50 метра од море, значи станот ми е таму, во тотално пешачка зона, значи немам сообрај, тја е околу мене, и кога сум дома таму, буквално си ги полнам батериите, како што се вели. Најглупо прашање кај сте дома, затоа не го спомнувам и воопшто. Да не го ни спомнуваме, нема. Тоа што на одреден начин ме испровоцира на времето е писмото до Микис Теодоракис. Така. Јас знам што беше мотивот и го знам и писмото.
Во еден здив е напишан? Во еден здив? Откако го прочитавте реакцијата на... Веднаш го напишав во еден здив. Теодоракис? Да. Само што ја прочитав реакцијата, уште беше жешка во моментов, веднаш го напишав сето тоа што го напишав и го објавив, што значи не ни размислував многу околу тоа, што ми дојде на срце го напишав, се присетив на сите тие нешта што ги наведувам во истото. Го напишав бидејќи мислам дека на такви изјави подобро е да реагира некој од истата фела. И особено поради фактот што на глобално ниво би рекол политичарите немаат кредибилитет. Имаше реакција од Теодоракис на писмото, со оглед на тоа дека имаше публицитет дури и во Грција, на невообичаен начин. Јас изненадив од публицитетот кој што го доби, особено во медиумите блиски до десницата пред се во Грција, и имаше реакција објавена и на неговиот вебсайт. Имаше и една моја втора реакција и негова уште една, меѓутоа кога видов дека неговата втора реакција беше магаре то лета, нека се изразам на тој начин, што веќе да зборувам ја за тоа? Кога зборува нешта што се неточни и невозможни, и оставив се до тоа веќе да помине така. Не сакав веќе да влегувам во дуел, бидејќи немаше резон да се оди понатаму. Ова уметност ни овозможува сите нас да бидеме помеѓу народите и меѓу народите кои представуваат едно богатство на човековиот израз. 97 вашето најпознато дело Грекот Зорба беше изведено од тогаш Македонскиот народен театар, денешната Македонска опера и балет. На тоа го подсетувате зашто тој беше тука на еден волшебен начин дочекан и на волшебен начин, не само тоа, значи тој настапуваше во Македонската опера и балет. Значи со Македонската опера и балет, хорот и оркестарот на Македонската опера и балет, во тој проект беа вклучени и Македонската филхармонија, а сето тоа беше пренесувано од Македонската радиотелевизија. Значи, во сите тие три институции името македонско него не му представуваше никаков проблем. Тој делото негово да биде изведувано. Тој самиот да го диригира истото, си велам, зошто сега велиш дека името името Македонија не треба да се содржи во евентуален компромис помеѓу Македонија и Грција, кога пред колку 15-20 години, не ми текна, 20 години претходно. 98 година. Да, значи 20 години. 97. Точно, 20 години претходно ти немаше никаков проблем со сето тоа. Благој Нацовски првенец тенор со кој ги освојува светските и европските сцени во непосредно пред премиерата на новата Тревијата во рамките на мајските оперски вечер.